за крај граѓаните на село Блатец Виничко се уште храбро и сплутено даваат отпор за изградба на мала хидроцентрала на Блатачка река. Со досегашните примери видовме дека малите хидроцентрали се повеќе штетни отколку корисни. Дали властите ќе превземат нешто или ќе го поддржат уништувањето? Станува да видиме. А до тогаш уживајте во новиот неделен хит. Шибам ја сега. Не знаеш агендата. Ја знам агендата, ја што викат, ова long is possible. Доеш. Ќе гледам што подолго да останам. Или ќе ме најдеш у состојба да спијам. Па ја и најверојатно ја ќе те гледам. Кои се вратно живи и здрави. По примерот, ќе се спиеш. Буена фортуна. Човек, пушиш една цигара или поколу не почне? Ќе почне помалку, ајде. Да не можем карат. Доаѓам од Скопје, од населбата Лисиче. Од моите 15 години почнав да доаѓам во селото Вир, каде што моментално си имам целосно преселено и си имам фокусирано на производството на сирење. Ја уживам во работата се додека не се појави проблемот со пневмувањето на вода. Се знаело многу и долги временски периоди да нема вода, каде што мојот процес на производство на сирење отежнат. Заради тоа ние мораме да складираме вода во канистри, каде што би ја користеле за перење и за извршување на нормалните функции што ни требаат за да можеме да обстанеме во производството на сирење. Ето тоа. Тоа. Јаве му се на Саша од хидроцентралата. Јаве му се на Саша од хидроцентралата. Зашто? Се јави Саша од Локвица дека го намали на многу притисокот, се качил са некој со джип. Кога лазело у Локвица водата. Добро. Добро. Затоа јави се, ке немаме вода за вечер, за работа. Целаните се напиша привикнати на тоа да снемува, да има, да нема, да не знаеш дали ќе има, да не знаеш дали ќе нема. Тоа некој знак прашалници што според мене не се потребно да ги има. Рецимо, не е нафта, па да се договараме ти толку ќе пуштиш, ние толку ќе платиме. А вода е.
Македонија има недостаток на електрична енергија, значи ние никогаш ни во најдобрите времења не сме произведувале целокупно наше домашно производство, да, секој пат има увес, меѓутоа последниве години тоа е страшно малце. Во енергетиката има многу политика и тука е еден од главните проблеми и на екологијата, меѓутоа слаби познавање има дури екологистите од таа работа. Многу е комплексен проблем. Знаеш, не можеш едностранно да гледаш на работите. Окей е екологијата, се тоа, меѓутоа овде баланс, едноставно животот на граѓаните, да речем, стандардот зависи од енергетиката. Значи ние може одма да речеме ајде затвориме све и све ќе увезуваме од кај тие пари. Кој ќе плати тоа? Основата на енергетиката, што е малку така тешко за разбирање, за поширокава да речам јавност, е што енергијата мора да се произведе во моментот кога се потроши. Не постојат резервоари за енергија. Најблиску до резервоар на енергија е акумулација. Штетата е навистина. Јас сум веќе 15 години во таа проблематика, сум бил на разни се организираат семинари, симпозиуми, ти реков ми рече. Меѓутоа не се збори ова, не се отвараат картите, да речам. Секој си ја држи својата страна и слепо некако, едноставно не сака ни да се ослуши, ни да разбере за да се реши овој проблем, пошто навистина е проблем, треба да најдеме заеднички јазик. Проблемот е што јас досега не сум воопшто видел до тоа и кај Македонија, мислам ова, и кај нас во енергетиката се како и се друго, владе висока корупција, во принцип највисока. И кога ќе реши некој да гради електрана, најде кој ќе подмети све живо и диво, кога ќе дае пари, оди спречи. После како си други, не се само ти. Не се сослушува. Значи, нити едните се 100% во право, ниту другите. Значи, вистината и е негде на средна енергија ни треба, без неа не се може. Меѓутоа, дајте да најдеме начин да ја произведиме со најмален импакт на околината. Најинтересно е кога ти каже дека никој не да сири, ни го јаде. Нема боле чувство, верим. Не може да го доживеете тоа што да направиш ти нешто и некој да ти е контра скроз и да суте подјадење од баш од твоето, тоа некој доста го живот. Еве го тоткам. Назад ти се. Тато слези, не може да едните вама и ти кажат да крикуват, оде кришталите не можеш да прават. Ајде, чао. Кај нас секој пат 95% од изградените мали хидроелектрани ја користат најлошата можна турбина. Најлоша во кој смисол? Најдобра за нив, најлоша за околината. Не, знаеш зашто се работи. Они користат пелтон турбини. Пелтон турбина е најефикасен вид на турбина за производство на електрична енергија, меѓутоа бара голем нетопат. И тоа е, тука е главната цака и главната зебанција. Тоа е во некој што ги одобрува, што ги дава дозволите. И што не знам кој ги дава, дали регулаторна или... Мислам, веројатно се вклучени еден куп институции. Значи, ти може да стават они воденички тркала, така? И тоа ќе произведува струја, нема импакт ни на риби, ни на ништо. Ама зошто не ги прават така? Океј, со помала ефикасност. Па да, со помала е, навистина е со помала, ама па... Ставиш две, една после друга. И тоа, така. Тоа е поентата. Кај нас запуста пара из ова и сите ја зимаат водата, ја зима горе, ја пушта доле после 2 км, 3 км на патот, ту средина, пепа. Зошто? Со кој памет? Кој му го одобри тоа? Кој му го дозволи?
Дозволивме во Македонија, значи не сме ние толку нити глупави луѓе, нити нешто, меѓутоа дозволивме на шака сортуци да не водат и ние им го дозволуваме, тоа нема што. Имено. Тато ќе го јадеме. Тато! Uvek je bio isti, Утоп се. od iskrona i buduće, priča ista, sve što si ja i ne mora, Odiseja, Odiseja, život to nije nova. Ajde, što rekat Bugari, tegli da pečališ. Ја ми се ги кажеш поклони си после. Ajde, devojčinja, obavi. Ajde, kuklenca. Ajde, devojčinja. Ajde, prelaknuće. И сега си застанав и никој не ме боли. Ajde, sam te. Nije strašno, ajde, ne možete. Ajde, rano. Да, стани. Тука се бориш за екзистенцијата тоа што некој прави пари од тоа. Можеш ти да правиш пари, да, све, не загрозувај само на другите, остаи нека функционираат луѓето. Као, не да те допитокот да може вода пијат, ние да може сирење да правиме, не е битно за горе, да може да викаме, оставиме да си да функционираме нормално, вие таму што сакате правите, ако сакате и уште две направите ги, ако не ме сметат мене, сакате правите. Не е моја да кажам дали ќе правите или не, али не ме загрози мене. Као некој што му треба стварно вода, што и троши вода, не е као ќе потроши 2 чаши у денот. Личните интереси некојаш се поголеми од колективните на луѓето што живеат тука. Радио Слобода ви посакува пријатна вечер и останете свесни.